Дом, синоним за место кое е топло и безбедно, за солниште за еден човек, но за многу жени домот е синоним за грч и страв. За секој кажан збор, за секоја постапка, преиспитување, дали ќе го налути, дали ќе го изнервира. Таква била реалноста речиси 6 години за оваа млада жена која трпела различни облици на насилство во бракот. На почетокот тортурата била повеќе психолошка. Знаци имаше од секогаш, меѓутоа тоа се некои прикриени оние црвени знаменца што обично не ги гледаме. Насилството започна веќе кога тој почнува да се осеќа сигурен дека нема каде да бегаш, дека има контрола над тебе, започнува и со физичкото насилство. Физичкото насилство значело тупаници, штипење и влечење за коса. Во мојот случај најтешка форма ми беше дупната глава, меѓутоа не сум била со скршеници за среќа. Успел да се исконтролира до толку и обично повредите се случувале на места каде што не се гледа и често било и тргање за коса, меѓутоа тоа тргање за коса после тоа со денови те боли глава. Последниот пат пресудно беше што добив закани по живот. Значи тој ги кажува заканите со таква омраза, едноставно веруваш дека е спремен на тоа. Димовска вели дека имала неколку обиди да го пријави сопругот за насилство, но од различни причини не успевала. Јас во некој во оние афекти кога се случувало насилство сум сакала многу пати да се јавам во полиција, меѓутоа тој ми го одземал телефонот. Сега после тоа, откако помина, потешко е да се решиш. Не е секогаш проблем само заради тоа за институциите, последно на нив сум помислила како ќе пријавам, туку како ќе биде во општеството, како ќе биде тоа прифатено, па срамот. Мислам, жените многу често сеќаат срам, па како тоа јас сум жртва на насилство, па се трудиш да го прикриеш тоа обично. Кога конечно се охрабрила и собрала медицинска документација за повредите, Ирена пријавила и во полиција и во Центарот за социјални работи во местото каде што живее. Процесот потоа не бил лесен, си заминала од домот со децата, а истовремено почнала и постапка за развод. Забрана за приближување доби дури подоцна откако јас тужев приватно со своји сопствени средства. Таа забрана треба да биде пратена од страна на Центарот за социјални работи, меѓутоа не знам зашто тоа не е како да се третира како нешто хитно. Значи додека чекаш, значи јас можеби 2 недели треба да чекаш за да стигнеш до Центарот за социјални работи, па тие да пуштат тужба, меѓутоа кога стигнав таму доживеав и таму напад од вработените и ми извадоа изјава, ма не ти одговара, ти да пријавиш, тој ќе ти се налути, вие сега уште треба да контактирате за децата, јас не знам, ја потпишав таа изјава, а тоа било всушност дека нема да водат постапка за мерки на заштита. Сето ова се случувало пред околу 3 години. Димовска сега веќе е разведена и е една од неколкуте илјадници жени кои се охрабриле да го пријават семејното насилство. Според статистиката на МВР, минатата година се регистрирани околу 1100 кривични дела во врска со семејно насилство. Споредбено со претходните години се забележува многу благ пораст на бројот на вакви дела. И тој тренд за полицијата е сигнал дека жртвите повеќе се охрабруваат да пријават. Ние постојано работиме на обука на полициските службеници за да се примат соодветно тие пријави и околу постапувањето, а постојано се трудиме и на располагање да имаме и жени полициски службеници, затоа што кога жената е жртва на семејно насилство, многу полесно комуницира со жена полицаец. Ги работиме сите овие работи за да можеме да овозможиме услови за да ги стимулираме граѓаните, односно жртвите, да ги пријавуваат настаните, затоа што клучно за да се справиме со семејното насилство е пријавувањето на насилниците. Но додека во 2023 година, например, се регистрирани 1082 кривични дела, од областа на семејното насилство се регистрирани и 5300 поплаки. Тоа значи дека семејното насилство е далеку пораспространето отколку што сугерираат само бројките за кривични дела. Проблем е, додаваат од МВР, што жртвите често ги повлекуваат пријавите по само неколку дена. На тој начин фактички, поради разни изговори,
му се овозможува на насилникот да остане неказнет. Не смееме тоа да го правиме. Мораме, кога веќе е пријавен случајот, да се остане на пријавата и оној што направил насилство соодветно да биде санкциониран. 2-годишно девојче од Кичево почина на скопските клиники пред 3 дена, откако нејзиниот татко ја претапал. Внукот ја удирал бабата по главата и вратото, потоа ја задушил. Осомничениот на 18 јануари извршил семејно насилство и со умисла ја убил бабата. Поранешен партнер на 46 годишна кочанчанка по претходна вербална расправија и нанел 40 убуди со нож, а од здобиените повреди починала на самото место. Во полициските билтени речиси секој ден има по некоја пријава за семено, но и за родово базирано насилство. Последните неколку случаи кои завршија со убиство, дополнително ја вознемирија јавноста и повторно го вклучија алармот, дали може да се превенираат навреме. Од невладините организации постојано апелираат институциите да не занемаруваат ниту една пријава за семено или родово базирано насилство. Повеќето од случаите кои што сме ги истражувале на фемициди, сме увиделе дека за тој случај бил пријавуван, дека за тој случај била запознаена дури и блиската средина на жртвата, и Министерството за внатрешни работи, и центрите за социјална работа. Меѓутоа, не се преземале мерките кои што требале да се преземат. МВР се уште не води посебна статистика за фемициди, но во последните 4 години, како што информираат од полицијата, регистрирани се 20 убиства на жени. Спротивно на тврдењето на граѓанскиот сектор, дополнителната заменик министерка за труд и социјала Јованка Тренчевска вели дека за најголем дел од убиствата претходно немало пријави во службите. Најчесто фемицидите го проверите во билтените на МВР или во центрите за социјална работа, немат ниту една пријава. Значи, останале во домот и центарот, ниту стручните служби не можеле да превенираат да не дојде до убиство, за жал, на жените од близок член на семејство. Според неја, неосновани се обвинувањата кон вработените во центрите за социјална работа. Во соработка со други институции, интензивно се преземаат мерки за секоја пријава, уверува Тренчевска. Не би рекла дека центарот нема капацитет, а граѓанските организации имат капацитет. Далеко од тоа дека немат капацитет, и токму овој мултисекторски протокол за соработка е за да се здружат силите и капацитетите и на центрите, и на граѓанскиот сектор, и да можеме да ја дадеме неопходната поддршка на секој еден граѓанин, жена, дете, маж, ако се најде во улога на жртва на семејно насилство. Иако надлежните институции директно не признаваат пропусти, во најава е софтвер кој треба да помогне насилниците да не му се протнуваат на системот. Од Труд и социјала велат дека компјутерската програма на која се работи ќе ги вмрежи податоците од повеќе институции за секоја поединечна пријава или поплака за семејно насилство. Така ќе се има и појасен профил за насилниците, а и полесно ќе може да се следи дали има евентуално непостапување од некоја институција и ако да, од која. Полицијата, Центарот за социјални работи, обвинителството или судот. Според податоците за првите 3 квартали на 2023 година, МВР има регистрирано 841 кривично дело од областа на семејното насилство. Обвинителството пак примило 833 пријави во истиот период, што говори за добра комуникација меѓу двете институции. Од тие пријави до крајот на септември се поднесени 308 обвиненија, што треба да сугерира на ажурно постапување на обвинителството. Судовите немаат збирни податоци, па побаравме бројки од оној со најмногу вакви предмети – Кривичниот суд Скопје. Податоците покажуваат дека во првите 3 квартали во 2023 година, што вклучува предмети од претходни години, имало правосилни пресуди за 120 случаи, од кои во само 26 е досудена затворска казна. Иако процентот на пресуди со казна затвор од 22% изгледа низок, тоа е сепак повеќе од пред само неколку години. Во 2020, например, за цела година имало само 78 правосилни пресуди, од кои 13, односно околу 17% биле со казна затвор. Извесно е дека во блиска иднина ќе се заострат казните за семејно насилство, бидејќи пред само една година се заострија и одредбите во Кривичниот законник. Но за сето тоа да функционира, клучно е жртвата да се охрабри да го пријави насилството, како што на крај постапила Ирена Димовска. 2 години можеби не можев да кренам глава после разводот.
Меѓутоа, во никој случај не си помислив дека ова не требаше да го направим, дека ќе беше подобро. Затоа што непроценливо е чувството што го имате после тоа.